колку подготвени туристичките работници влегуваат оваа година во новата туристичка сезона? Добар ден пред се. Па се очекува оваа година да имаме зголемување. Ние очекуваме зголемување на бројот на туристите од сите земји. Мораме да бидеме оптимисти во целокупна оваа ситуација. Очекуваме да има зголемување од некои други пазари. На некои пазари може да има намалување, на некои може да има зголемување. И целиот туристички еснав, ја како што приметив деновиве, е спремен и нестрпливо ги чека гостите да ги прифати, да ги угости, да направиме се што е во наша моќ да ги угостиме на најдобар можен начин. Дотоците од статистика покажуваат дека гостите од регионот Србија, Бугарија, Црна Гора, Хрватска се меѓу побројните. Имавте вие и пресконференции и напори да носиме повеќе гости од западноевропските земји. Од каде се доаѓаат гости, кои се најбројни од западноевропските земји? Па сега го се разбира најбројни се тие што со директен чартер доаѓаат од Холандија, Белгија, земите на Бенелуксот. Се надеваме оваа година дека ќе дојдат во истиот број како што дојдеа минатата година. Се надеваме дека нема да има намалување како што имаше некои мали најави дека ќе има мали намалување. Исто така, значи, оваа година има поборување, значи, од другите скандинавски земји. Можно и оваа година да почнат да доаѓаат исто така во Македонија. Исто така направивме неколку презентации во неколку азијски држави, како што се Казахстан и Иран, и од таму се надеваме дека ќе има некои доаѓања на туристи оваа година. Значи се во се ние работиме да најдеме, значи, нови дестинации, нови пазари со кои што и да има некои мали намалувања во некои дестинации со новите пазари да се покријат овие недостатоци. Се со цел да хотелите, значи, и сите други туристички комплекси да бидат полни. Сега во поглед на услугата. Треба, значи, ние сме спремни, значи, како еснав, туристички еснав, да ги пречекаме гостите. Сепак хотелите, рестораните, сите малку се засегнати од оваа политичка ситуација и се надевам дека нема тоа да го рефлектираат врз гостите. Значи, сите треба да се сконцентрирани. Океј, сега тоа што се дешава на политичката арена, тоа нас не интересира. Нас не интересира на најубав можен начин да ги пречекаме гостите, да ги угостиме, да им дадеме, значи, најдобра можна слика за Македонија и они истите гости да до година донесат уште 2-3 нови гости. Колку оваа политичка криза влијае врз аранжманите? Има ли откажување на аранжмани? Па има сега. Немаме сега точни податоци како е, што е, меѓутоа во странските земји, во европските земји на многу погрешен начин се рефлектира цела оваа политичка криза кај нас, значи, и секој потенцијален турист тоа го гледа. За жал, не можеме ние тоа тука никако да влијаеме. Значи, нашите внатрешни работи се наши внатрешни работи. А како тоа се представува во странство, не можеме ние да делуваме, не можеме ние никако да сменим. Затоа се, значи, мораме со нови пазари, со нови, значи, ангажмани, значи, да абсорбираме, да направиме све оваа година да биде на исто ниво како лани, а се надеваме на зголемување. Мора да бидеме оптимисти. Сепак се, значи, целокупниот еснав, туристички еснав, целокупното стопанство е засегнато со овие политички случувања. Луѓе сме, значи, мораме да мислиме позитивно, дека се ќе се среди, дека ќе заврши во најдобар можна, најкусо можно време, бидејќи да не се рефлектира врз сезоната. Сега кога континуирано расте бројот на странски туристи, како да ги вратиме и домашните туристи на македонските туристички локалитети? А сега за домашните туристи работиме. Сега, значи, треба да се зголемат малку и понудите. Пример, треба да се направи некоја варијанта на all-inclusive систем во хотелите. Конкретно, изминативе денови за промајските празници, тоа го разговаравме со неколку хотели во Дојранскиот регион и они сега полека ќе го установат тој систем на all inclusive, се вклучено во хотелските капацитети. Значи со многу интересни и многу поатрактивни понуди во врска со цената, со квалитетот, можеме да ги привлечеме, значи, домашните туристи во нашите туристички локалитети. Се надевам дека многу поголем број на
гости од Македонија оваа година ќе одлучат својот одмор да го поминат во Република Македонија, во капацитет во Македонија. Дојран беше еден позитивен пример за ланската година како треба да се постапува со домашните туристи.